помеѓу другите меѓународни институции, од кои добивме потполна поддршка, би ја истакнал поддршката од Меѓународната организација на трудот, или скратено МОТ, за чија вистина представниците дојдоа во нашиот синдикат. Од Будимпешта, од канцеларијата на МОТ, се сретнаа во четвртокот со докторите и другите здравствени представници од повеќе кадри, кои беа крајно изненадени од антисиндикалното однесување на Гранковиот синдикат, кој иако потпишал повелбата за солидарност, до денеска не дал своја поддршка на самостојниот синдикат на клинички центри. За жал, приморани сме своите одамна и предолго закинати права да ги бараме на овој начин, исправени пред насилството на министерот и медиумскиот мрак од некои медиуми кои веројатно не заслужуваат да го носат тоа име. Ќе морам да се спуштам под своето и под вашето ниво на сите тука присутни и да одговорам на вчера изречените клевети, навреди и отворени закани од страна на првиот човек во здравството. Овде се присутни доктори, нема партии, нема политика. Ова е штрајк на докторите. Исклучиво професионално мотивиран. За заштита на нашите права и професија и не помалку, за заштита на правата и здравието на пациентите. Вчера слушнавме многу лаги и закани. Жално е што министерот има ваков однос кон носителите на дејноста во здравството, докторите и кон сите други здравствени работници. Но жално е што покажува исто толкаво непочитување и омраза кон целокупното население и пациентите. Со заканите за некакви санкции покажува или непознавање на законите, бидејќи не постојат такви членови во дадените закони, или најавува дека ќе се стави над законот, над надлежните Министерство за внатрешни работи и правосудство и дека самиот ќе дели правда. За да се среди состојбата во здравството, треба да има политичка одлука и волја од главата на владата. А сите знаете кој е главата на владата. Мислам, јас сум претрпел толку притисоци, што имун сум на се и можам слободно да кажам да, јас сум тој, повелете, дојдете, затворете ме, избркајте ме од работа. Се повеќе и повеќе ќе има доктори како мене што нема да се плашат на било која власт. Оти ние му требаме на државата, ние му требаме на пациентите, ние ја познаваме етиката, ние сме хумани и ние 20 години го одржаваме социјалниот мир во оваа држава. И да не должам. Пред години еден директор на фондот ги кажа овие зборови. Кога вработените во државното здравство ќе се намалат за 5 до 8.000, автоматски ќе се створат услови за да се зголеми платата на докторите за 100%. Колеги, кога јас бев во синдикатот имаше 36-37.000 вработени во јавно здравство. Сега ги има 17.900. 100% се намалија, а платите наместо 100% да ни се зголемат, него не казнуваат. Пред 2 години платите ни се смалени. Минатата година ветени 10%, а оваа година уште 5%. Дали ќе го одржи зборот министерот? И тоа што ни е смалено и ветено, ќе ни биде дадено нам, на здравствените работници. Да се избориме за своите права како што се изборија сите работници. И само да му порачам една порака на министерот, дека ние, кога се зафативме за оваа работа, решивме дека ќе ја истераме до крај. И ќе ја истераме. Не можеш да не гледаш во очи затоа што многу добро знаеш дека ние, како лекари, специјалисти, земаме исто толку пари колку што зема еден чувар во Елем. Затоа што еден твој обичен службеник што работи кај тебе зема плата исто толку колку што еден лекар специјалист. А што се однесува со заканите, господине министре, не се плашиме, зашто знаеме за што се бориме. Ако утре
ме истерате на работа, со право лице ќе им кажам на децата дека не ме истерав на работа затоа што сгрешив во работа, затоа што не почитував пациенти, него затоа што барав да ми се плати трудот кој го правам секој ден, затоа што правам 150-170 операции годишно. Се поклонувам на белиот манто. Истреба мојот пат да го следат многу мајки, баби, родители кои што знаат и го поштуват белиот мантил. Затоа и еден апел до сите кои што се за штрајкот на работниците, на лекарите, да излезат секогаш кога тие ќе побараат.